Добар ден, почитувани сограѓани. Често пати се слуша призвук на антисемитизам во Република Македонија. За мене малку погласно од јануар месец годинава. Како и секогаш би сакала да раскажам дел за својот живот. Моето семејство е дојдено во Македонија по прогонот во 1492 година од Шпанија. Ние сме веќе 500 и повеќе од тоа години во Скопје, старо скопско семејство. Да бидам искрена, никогаш не се чувствував поинаква и затоа велам секогаш живеевме и башка и бараба. Никогаш не ми беше спомнато зашто ми името вакво или онакво или дали сум јас поинаква, која е мојата верска или национална припадност. Напротив, се чувствував како една од сите и се уште се чувствувам така. Сега што е антисемитизам? Кога некој ќе спомне антисемитизам, во главно сите помислувате на Втората светска војна и оние 6,5 милиони жртви кои што се евреи во неа. Си помислувате на Аушвиц, Берген-Белсен и Требленка. И занемаруваме сите останати жртви. И тие треба да се споменуваат, не беа само евреите. За мене антисемитизам е она кога омразата и гневот ќе премине во лудило, а лудилото ќе премине во пандемија. Но зошто е битно да зборуваме за антисемитизам? Некој ќе рече тоа било пред 80 години и веќе не е битно, многу е битно. Антисемитизмот во основа е омраза. Ги подкупува темелите на демократијата и му се заканува на слободните граѓани, на слободата на граѓанството. Тоа значи дека антисемитизмот не ги афектира само евреите, ги афектира сите. Затоа велиме дека тој почнува со евреите, но никогаш не завршува со нив. Јас сум длабоко благодарна на целиот народ во Република Македонија кој што бурно изреагира на оние политичко инсценирани напади во одбрана на мене, на евреите од Република Македонија. Се надевам дека повторно ќе го вратиме ритамот на живот кој што сите сме еднакви, се е исто. Ви благодарам.